Прво да те прашам како си и како се осеќаш? Па, фала Богу за моите години, добро се осеќам. Мислам дека се држиме со бабата заедно и дека сме за сега добри до кога ќе видиме. Баш ми е мило. Прво што сакам да те прашам е каде и кога си роден? Роден сум во Сарај 5.3.1939 година. Така. Име на мајка и на татко. И на баби и дедовци нешто ако памтиш и каде се они родени, да ми раскажеш за фамилијата твоја. Така. Татко ми се викал Серафим, мајка ми Коца. Дедо ми се викал Нестор, а баба ми Дунавка. Родени са дедо ми и татко ми, родени са во село Беличица, Мавровски крај. А мајка ми е родена во Тетово. Така. Значи мајка ти потекнува од Тетово, а татко ти од Мавровско. И од дедо. Село Беличица и дедо ми и татко ми. Така. Се сеќаваш ли какво детство имаше и животот во тие години воопшто во Скопје, како бил животот во Скопје? А како детство? Јас сум имал тешко детство. Татко ми бил газда, бил анџија, имал лан. Меѓутоа, кога се заминувале турците од Македонија, од Скопје... Бабо, чекај малце. Бабо, не влагај таму, зашто го снимам, у кадар влагаш. Остави го на него, му остави ракичката, ако сака да се напие. А твојата кај е? Еве мојата, еве. Добро. Остави го, не се секирај ти све како се треба. Не, само не влагај и помалце да збориш за да го слушам. Да ти ја кажам и приказката за татко ми како останал сиромав. Мада имал лан, имал голем приход, голем, имал вработени, имал измеќари. Кога се заминувале турците од Скопје, имало некој бек во Сарај, анот бил во Сарај, значи караваните пред да одат да тргуваат во Скопје, преспивале во анот на татко ми. Меѓутоа, кога си оделе турците, некој бек со кој татко ми бил замерен, го обиколел, анот бил со зид затворен, значи просторот бил со зид. За негова среќа, жандармеријата била тука преку моството, близина на анот. Он не само што ми бил ан за преспивање и кафана и за ручање, имал и бакалница, и чували шекер, зејтин и газије. Тога биле газијани лампи. Им не станало газије во полицијата. Во полицијата имало еден македонец, не турчин, полицаец. И го пратиле да земе газеја, тоа било веќе ноќе. Татко ми се спремал да спие, се облекол во пижами и вика чука, имавме голема порта огромна. Вика чука некој на портата, бам, 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 излагам ја. Полицајцот влага и вика, затвори портата. Ја затворив, шо е работата? Вика, не знаеш ти дека си обиколен од оваа страна, имаш 5 души со пушки, од другата страна да без 5 души. Шо да правам, да дојдам со тебе? Не, рекол, ако дојдеш со мене и мене ќе ме утепаат. И отишол полицајцот, затвори вратата и седел во темницата. И едно време тоа чука овој на портите, бам, 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 Серафим бе, јас сум Манарбек отвори, а јој знаел што е работата. Серафим отвори,
Он како што бил така у пижами, у спаваче, на спродината страна преку зид бега у поле, тамо било веќе поле. За негова среќа навоѓа некој караван тамо кој преспивале и со нив отишол до Гостивар. Кога се вратил назад, кога веќе дошле србите, анот бил запален, вика, ракијата, виното било испуштени, све вика, бурињата пливаа како лодки на... Така да, нормално, све го оплячкале. Викам, бар парите, што не си ги излевал. Има, вика, едно сандуче со пари, меѓутоа спашваш глава, вика, кој мисли на парите. Од тога татко ми останал без ништо. Анџиите по Скопје, некој ќе му донесе едно балонче раке, едно балонче вино, оно. Почнел па да работи, ама веќе не било тоа. Значи, станал сиромав. Они едно време имаше во Ѓорче Петров дуќан, кај што држал Арчиница, тоа е Арчиница, ево ресторанче, ама така за брза храна, за јадење, пошто железничката станица беше до дуќанот. Меѓутоа веќе беше стар и не можеше да работи, така да и тоа пропадна. Ме праша за младоста. Ова све што ми го раскажа ти, си бил роден тогаш кога се случувало? Не. Не, значи ова е пред да се родиш. Тоа, кога се напуштале турците, недека било која година, ја не можам да се сеќам, 12-13 година. Ја 39-та сум роден. Так. Добро, а кажи ми ти на што се сеќаваш, еве на татко ти, на твоето детство, кога си се родил, да речеме, воопшто каков ти бил животот како дете, да речеме пред основна школа, пред... Така. Како ми бил животот? Сиромаштија. Мие, пошто анот беше изгорен, остана две простори, две соби, како да кажем, кои беа на земја. Немаше патос. Имавме еден кревет на она пружина, ама тоа е истегната, искината, врзована со жици, за да не пропаѓа, си спиеме сите тројца на тој кревет. Имавме една шпорет од ламарина, од лим, кај што беа крпен неколку места. Јадевме тоа што ќе најдевме. Мајка ми ќе земеше една рака ориз и ќе набереше коприви, ќе свари коприви и тоа ќе ручаме. Имаше моменти кога да речеме има граф, има матеница и леп. И ја ко дете ќе српнам 2 пати од матеницата. Не, едно залче, една кашика, пошто нема. Мајка ме ќе рече, нека јаде детето, ја не јадам. После ослободувањето, веќе земавме леп на купони, тога имаше купон Г и Д. Г беше, значеше готован, значи не работи, не, имаше и Р, работнички, а пошто нема, мајка ми, татко ми, Г има, а ја Д имаше за нијанса, повеќе и со тие купони купувавме, земавме леп и тоа од Ѓорче Петров. Така, а шефе, кажи ми, браќа и сестри си немал, така ти си едино дете?
Да, имав брат и сестра, ама од првиот брак, пошто мајка ми беше втора жена на дедо ми, жена му умрела уште во Беличица кога била, има две ќерки. Мгм. Едната Трендафилка, другата Евросија. Двете ќерки ги затекнав, ги се сеќавам. Та Евросија умре многу рано, а Трендафилка умре сега пред 15-20 години. Тоа ти се полусестри. Полусестри, да. Полусестри. Од Така. првиот брат на татко ми. Добро, ме интересира домашното воспитување од родителите. Какво ти било и кој имаше поголемо влијание кај тебе од родителите? Дали од мајка ти или од татко ти што се сеќаваш ти? Влијание, не ни другиот. Ама, мислам дека татко ми, он беше, како да кажем, и покрај тога што беше стар и што беше сиромав, он беше мудар човек. Он и кога веќе почна да се разболува, да легунува, се уште доваѓава од селото, ако се скараат, татко ми да им пресуди, да ги посоветува и така натака. Меѓутоа, татко ми имаше своја филозофија да одам у школу, абе шо ќе ти школу? Ќе ти купам 2 крави, ќе продаваш млеко и ќе живееш. Меѓутоа, ја, за моја среќа, преку пута имаше едно девојче кој идеше у школа, а школото ни беше од Ѓорче Петров, а ние живееме у Сарај. И ајде дојди со мене у школа, и ја решив, пред да почне школската година, кога првиот ден почна, не качеа на една кола со сено, не однесува до Ѓорче Петров, татко ми, ниту мајка ми, не стапнале у школа. И звони звоното, се редат деца на прво оделение, второ оделение, трето оделение, ја не знам каде. И до девојче вика, застани тука. И ја тие што прв пат доаѓаат, застанат, влагаме онутра, сите запишани, ги чита учителката по име, се јавуваат. Ја нормално некој не ме запишал и вика, ти не си запишан, викам, не ме запишале. Како се викаш? Нестор. Презиме, а тогај се презиваше татко ми Аврамовски. Но мене не ми текнуеше. Вика, дедо ти како се викаше Нестор. И ме запиша Несторовски Нестор. Добро, јас имам една дилема. Дали си ти Нестор Несторовски или Нестор Несторов? Зашто имам слушнато, а може да и грешам, дека си Несторов. Не грешиш. Јас сум Нестор Несторовски. Меѓутоа, во матично, погрешно ме запишале Несторов. Сите у фамилијата са Несторовски. Да. Погрешно ме напишале Несторов и одав да протестирам. Ќе земеш овој документ, ќе донесеш овој документ, ќе донесеш овој документ и јас се налютив, баталив, не вадив документи и остана И Несторов. остана Несторов, така. Зашто тоа знам дека беше ти Несторов, ама уште не сум знаел која е приказната Да. тоа, ама сега Приказната е тоа дека ја не кев да трчам да ваѓам документи и остана Несторов. така. Што сакав да те прашам, татко ти рече дека бил стар. На колку години има починато татко ти и ти колкав беше? Татко ми почина на 61 година, на 91 година. Така. А ти си бил доста млад тоа време. 61 од 39-та, 22 години. 22 години. Така. А мајка ти која година има починато?
Мајка ми 75-та ја. 75. Така. Добро. За основно училиште, заврши основно училиште, средно училиште имаш учено или немаш учено? Завршив основно училиште во Сарај, бев еден од најдобрите ученици таму. Имам една Потписи се слободно. приказка за тоа како ученик бев. На класната раководителка. Можеш и да си запалиш и цигара слободно, се напиеш нешто ако сакаш сокче. Доека си збориме. Ќе запијам. Дај му и водичка Кла- сокче нешто да се. На класната раководителка доаѓа таткој на класен час и чита од дневникот кој е Нестор, ја, кој е Јован, ја. Да ви кажам една приказка. Биле соученици, другари Јован и Нестор. И завршиле, Јован не завршил за ништо, а Нестор завршил и станал голем човек. И еден ден Нестор барал да му сечат дрвата, да му пилат за грејење. Наишол Јован со тоа тезгарето и се познале дека тој сака да каже дека треба да се учи, еве као Нестора, не како Јован. Така, те посочиле како пример за другите. Да. Така. Дали ти текнува за време на земјотресот 63-та што си има случајно во Скопје, каде си бил тогаш и на што се сеќаваш највеќе од тоа време? Апсолутно ми многу се сеќавам. Ја работев у Скопје, поточно во Охрис. И автобусот проваѓаше, тогај влагаше во кај ресторанот, односно кај хотелот. И влагаше и застануваше на излагање тука пред врата. И јас се качував. Тоа у 5 влагаше. И едно време јас спремен, чекам автобусот, кога јако задрма. Викам, дали од автобусот? Излагам надвор, почна да паѓаат камења од зидоите. Имаше тополи тамо преку улица. Тополите идева као до земја вака. И силна бучава. Се стрчав натре, ја извадив мајка ми надвор и седиме надвор. Се стиши тоа. А Љубица кај ти беше? Тргнав, се качив во автобусот, тргнав за на работа. У Карпуш не заустави кам автобусот полиција и не пушташе понатака. Баш тога кога се снимава беше вториот бран на земјотресот. И за сваќате дека не знам што се реке, него случајно се најде еден пријател од Ѓорче Петров, кој беше со точак. И не фадам, седнаме од точак, се вратив назад. И после 2 дена отидовме да видиме на Љубица како се. И беше... Ами ја бе во Саре тогаш бе. И ти беше во Саре, да видиме дали се здрави и живи. Тоа го памтам, земјата беше со огромна јачина, со голема бучава. И викам, за сва среќа кај нас на 2 места зидот ни падна, од куќата немавме, некоја керамида падна, немавме штета никаква. А блиски имаш загинати некои блиски од земјотресот или не? Не. Немате блиски загинати? Не. Добро. Значи, каде и како ја запознаваш баба Љубица? И раскажи ми повеќе околу почетоците ваши. Баба Љубица
Кажи, имам другар Љубе. Он имаше Добро, знаме, моја знам што да комшија. кажеме. Оставо ги си кажува. Заборава, не знам, не памтим. Ке бе? Абе, земи за мене. Тоа се снима. Тој се дружев со многу добар другар ми беше Љубе. Он им идеше со некоја другарка на Љубица. Мада тогај имав некоја симпатија, имаше една Србинка дојде у Качаник живеева и дојде на гости тука кај некој. Да те прашуј како се ме запознала, не. Не се сеќам ни како се Оставо вика. нека се каже што Не се Се сеќам каже ни како историја. се вика. Таа блага другарка е нези му рекла дека ајде за Љубица да се дружиме, да најдеш некој. И Љупче ме земај, се упознавме и така почна. така. Таа беше на гости, па си отиде. Така, така. Која е тајната за долг и среќен брак? Која е тајната за тоа се читат? По мене, тајната е толеранцијата. Никој немаш идеален човек. Ниту ја, ниту она. Треба да има разбирање, да има толеранција и во моменти кога не сме на иста линија. И некој пат нема да не се искараме, ќе се искараме. Али тоа проваѓам, можете за еден, максимум 2 дена и све е во реду. Не треба да се искажува жестина, не треба да се држи некоја љутина подолго време. Тоа е разбирањето. Разбирање и толеранција значи највеќе. Најголема гаранција е. Што не значи дека не сме се искарале, ама пак се ја тераме по старо. Кажи ми следно, како почнува приказната со Ореов лад? Како се градеше во еден од најпопуларните ресторани И во тоа тука време? има приказка. И тука има приказка. Татко ми мој, пред да почине, он месец-два лежеше на постелја. Не стануваше, мајка ми ќе со една кашика ќе му направи обичка, му туреше уста, но он не јадеше. Една вечер се враќам ја дома, гледам татко ми станал. И вика на мајка ми, бабе, гладен сум, дај да јадам нешто, имаш ли туршија? А тога и немаш друго, што многу да се јаде. Му донесе туршија, а тога веќе ја спремивме една, ти кажав, има 2 соби, имаше другата соба кај што јас пиев. И татко ме вика, дојди да направиме моабет. Седнав и со овие зборови. Секо, ја вечер ќе умрам, али ти да ме послушаш што ќе те посоветувам. Прво, да ја чуваш мајка ти. Второ, имање. Имавме 2 дуќанчиња, што друго имавме? Имаше и нешто тамо во село. Никој пат немој да продаваш. Секој пат, тој што продава, колку скапо да ги продаде, он губи. А тој што купува, колку скапо да го купи, он добива. Ајбе, тато, викам, ти мислиш по порачка сега, ја вече ќе умрам и се умирам.
слушај ме до крај, па прај како сакаш. И други некои совети така ми даваше. Заврши обедот, јас и легнав и негде околу 1 сатот ме вика мајка ми стани татко ти умре. Неверојатна е ли вистината приказка? Така. Баш неверојатна приказка. А за Оров Влад, меѓу другите совети, ова кога правиме муабет, ми рече и тоа, ми остаи аманет. Синко, ако ти даде Господ, ти се плачеш. Некој пат да имаш, обнови го Арнот. Тука е Арно, викаше. Тоа ми остана у глава увртено. Меѓутоа, ја завршив средно и у Скопје отидов се запишав на техничко училиште, машински смер. Тоа учење во Скопје не беше изузетно тешко, тико за тоа што живеев у Сарај, ќе мораше да тргнам у 10 сатот, у 11-12 имав воз, локал, идеше до Скопје, па од тамо техничко знаеш каде кај ова техничко е Буњаковац, изгоре, тоа техничко, каде е градежен факултет, позади него беше Добро. техничко. И ќе тие проба, кога бевме друга смена, по часовите почнува тамо недека у 1 сатот, така нешто ќе има време да читам, ќе седнев у парк. Заврши, а воз ти немаш кога сакаш, не како сега автобуси, него воз имаш у 11. Пак ќе стигнам у Ѓорче Петров, зимно време, виулици, а потот беше Виогав, Макадан, село меѓу Ѓорче и Сарај имаше село Орисарај. И го има сега, ма веќе населба. Ке ме нападнат кучиња, па ја со плашната вака, така тешко учев и тешко завршив средна школа, кога ме прочитава, освари не ме прочита, него имаше истакнато, дека сум ја положил матурата, тоа не може да го заборам, бев за среќа. Сега, тоа, аманетот на татко ми, мада свршив техничко, нема врска со угостителството. Угостителство, да. Ме копкаше. Еден ден, у Охис, пошто работев, ми беше пријател Томе. Не знам дали се сеќаш, ти беше мал ортак што ми беше Оров Влад. Не го познавам. Не го знаеш. Меѓувреме направивме со бабата куќичка као вила. Па струшиме тоа, све беше од земја, све беше керпич на земја. Го струшиме тоа и буквално ја и баба Љубица го направиме со своји руки. Затоа што песок извадивме од Бавча, а кај што копавме за подрум, кај што ќе беше вилата, најдовме чакал крупен песок и тоа го извадивме надвор. Значи песок не сум купил ни грам. Човек за малтер прајање, за носење цигли, за она, немавме платено. Само еден мајстор кој зидаше. И кој ќе малтерисираше, ќе земе со лопата,
ќе ја нафрлам, нема малтер, ајде правиме, не можам ја викам, Љубица, не, ајде, мајсторот го плаќаме, ќе седи без работа. Дојде, кој зидаме го направиме. Охис бев запослен, бев тамо шеф на оделение, така некако. Во работилница имавме тишлерзи и тие, дај ми ќе ти ја направиме кровото на чатната. Дојде они и направива, купив пијалоково, оно. Практично кеко тоа кога го правиме, ја немав никаква готовина. Од платата трчи, земи, трчи ова, трчи оно. И тоа го направивме и еден ден го носам тој томе, тоа бавчата ми беше зеленило, убава, средена. Вика, ова душо дало да биде за ресторан. Викам, томе, ама ја немам пари. Вика, ај заедно да го правиме. Ајде заедно да го правиме. Земавме еден мајстор, иначе беше друго направено, направи шанк. А и тоа заборав да ти кажам. Плочки, еве, купатило правиме. Плочки, ја земи плочката, намачка со малтер, залепја. И со денови така. И дојде еден комшија шипер. Шо правиш бе, Нестор? Викам, еве, лепам, па така не се лепи плочки. Викам, не знам другше. Па вика, остаги ја ќе ти ја залепам. Мустафа се викаше. Добре, Мустафа, ама ја немам пари да ти платам. Не ти банам пали. Дојде човекот, залепи колателото. И кај што е шанкот, исто нареди, фрли бетон, фрли песок, и нареди плочките и со кофа вода, ја не го знаев тоа. Не гази 2 дена. Значи, тој ми помогна, направиме. Доаѓа електрика да се прави. Барам еден шипер, електричар. Нестор, за тебе, се сеќам точно цифрата, ќе ми даеш 3000 динара. Мене ми се учи на многу. На Љубица и текна имам, ја ме рече братовчет електричар. Па добро, ај ќе го викнеме. Љубе. Вака, Љубе, нема проблем, ќе го правиме. И, да не ти кажам, цел месец, иди земи го со кола, донеси го тамо, штемувај со него на зидот за електрика. Дојде ручек до ручек, пиво, дојде. Едно време го завршиме и одам ја кај него, бате Љубе, сега го завршиме, шо сум должен. Абе, на сите би им земал 8, ти дај 5000. Шиптеров, За 3. да не го видам, да не му помагам, за 3, ама бате Љубе ми зема 5000. Тоа сакам да те прашам. Почнавме со 3 маси. Значи, шанкот го платиме, го направива, 3 маси, и тоа 3 маси ги позајми или некој ги зема на Вересија. Имаше бифе у трговски центар, па тие веројатно ми беа исфрлени. И ги земавме
и почнаме со 3 маси. Иди земи 1 кило раки, 1 кило мастика, 1 кило ова. Ке се потроши, трчил само после да земи друго. А кој готвеше храна? Храната која готвеше? Баба Љубица. Баба Љубица беше у кујна. Да, она беше главна во кујната. И таа жена му на ортакот Надица, значи и таа работеше да не да макот. Че се собере некој динер, купиуше на гарнитура, маца и столици. Па така, следната година, ајке излеземе у Бавча. Имав некоја пара собрано, направивме се париња од трска. И направивме печурки, стоп, и со слама, вака, печурка, као на плажа кој ги има такви. И дрвени трупци пресечени за столици. Така го почнавме тоа. И како идеше времето, се фати повише пари, земавме, го проширивме. Ора влад е 3 пати прошируван. Еднашка вако дужина, еднашка у ширина и еднашка комплет. Натака. Таката. Шефе, кои ви беа муштери? Околните луѓе тука, околни комши или доаѓа од секаде од Скопје на почетокот? Дали беше тешко да... Имаше околни луѓе, имаше во Сарај, пред да влезеш спортскиот центар, има тамо некои магазини, некои... Имаше 2-3 фирми. И тие од фирмите доаѓа, како се викаше тој што доаѓаше? Што му правеше кукуреки, такви работи. Добро, не е битно. Ама доаѓа после и од Скопје. Значи, главно од Скопје доаѓа. Мене ме интересира, освен ти и баба, а сега го спомна и човеков Томе што бил и жена му. Да. Кои све други биле ортаци во Ореов лад и кои имаат, да речеме, да им дадеме како некое признание дека имаат придонесено за успехот на Ореов лад, освен ви? Не сум имал ортаци. А да, имавме. Имавме Здравко. И знам еден од Тетово исто имаше... Не, од Тетово не беше ортак. Кирие го држа. Не беше ортак од Тетово. Он му дадов под кирија за година дена. Он беше под кирија на година дена. А Здравко беше ортак за тоа што ова последното проширување немав доволно пари. И он уложи некоја сума пари и се договоривме на 1 година да бидеме ортаци. Со Здравко добро поминавме, коректно, и од негова страна, и жена му на Здравко работеше тука. Али тоа беше после ортаклокот со Томета. Ние со Томета бевме на 3 години и кога заврши, беше со Томета договор да се имам јас 70%, он 30%. Зашто ја давав и објект, и учествував со пари, он учествуваше со помала количина. И 3 години се ја заврши тоа, 3 години, викам Томе ќе продолжиме. А не, ако сакаш пола-пола, не ми одговара. Ако не ти одговара, не ќам пола-пола, зашто да сакам? Так. Ја ќе земам друг ресторант, земи, и он зема од Чаер до... Те пазарот таму. До стадионот на кафана, после 5-6 месеци пропадна и затворија кафаната. Добро. Следно што би сакал да те прашам е да ми раскажеш на кратко или на долго како ти мислиш, значи
целокупното работно искуство во ОХИС и која ти беше тебе улогата во ОХИС, позицијата твоја во ОХИС? Охис, ја од првиот момент, после запослев, бев последната година, 4-та на техничко стипендијант на ОХИС. Ми дадоа стипендија. И се запослев во ОХИС, кога се вратив од војска. Се запослев од ОХИС. Која е мојата улога? Прво, ОХИС беше само барака кај Тотовски комбинат, кај што собира случен кадар. Значи, после една година почна да се гради ОХИС. И ја имав улога тогаш, примија бравари, пошто ја направива работилницата, ние правевме прозори, врати од железо и така натака. И ја, као техничар, бев као шефче на... Имаме раководител, а ја бев шеф на припрема. Што значи тамо имаше припрема? Организацијата беше таква да добиваме цртеж, добиваме налог и треба материјалот, имав двојца работници, материјалот да се спреми и да се остави со цртежот, да чека да се изработи. Јас стекнав, као вреден, као паметен, стекнав добар углед. ОХИС ме прати на политичка школа една година во Скопје, да не одам на работа и ми плаќаше плата. Кога се вратив од ОХИС, од школата, имаше директор и ми текне. Не е битно сега како се викаше. И барам сега мојот раководител. Не кеше више да работи у работилница, го прекомандуваа да биде трговачки путник, да не работи ништо практично. И сега одам кај техничкиот директор, викам вака, оди овој, а да бидам. Не, имаме еден куп инженери, машински, ти си техничар, имам. Ма да идев ја на факултет, имав неколку испити положено, ама немав завршено факултет. А техничкиот директор од една канцеларија, па секретарката, па другата на Динка. Константин Аврамчев се викаше. И одам, он често доваѓаше во работилница и ме знаеше. Викам, директоре, ја вака дојдов од школа, сега немам практично работа. Празно е местото за раководител. Он ни АНИБ станување отвара вратата на техничкиот темо решење за раководител на Нестора. Толку многу ја унапредив работата. Дури иновации уведов. Имаше огромни казани, кај што требаше се залијат со олово, зашто за таа киселина семо оловото не држеше ништо. И носева боце со плин од Белград. А има погон каде што истиот плин го испуштаат у воздух.
И ја му викам на директорот мој, викам, ја ќе го донесам пленот работилни. Ау, не е експлозивно опасен. Ќе направам, ја ќе направам. Направив специјален филтер кај што се пуни со вода, а гасот го принудувам да врти низ водата и после да излезе на користење. Тоа спроведов и го направив и Охрис после ме награди за иновација. Ја бев председател на работнички совет на ОЗТ. Бев член на извршен одбор на ниво на Охрис. Бев наградуван со награда 29 новембар, тога беше ден на Републиката. Не бев награден со златен саат. Така да, има авторитет. Дури мислам дека отидам да интервенирам на Љубица да се покачи, мислам да ми се плашеа. Така да имав Голем авторитет во Охрис и сите ме знаева. Ми се десило да речеме, има кога си отите, тој во Вранче дојде нов директор и собир на цел Охрис во една голема сала, работници. Ми се десило да кога ја заврши со дискусијата, цел Охрис да ми аплодира. А сум бил можда и преоштар. Кога бев во извршен одбор, првите денови извршен одбор, директорот на директорите на ОЗТ, тога имаше ОЗТ, директор на ПАН, директор на одржавање, директор на заштита на растенијата, значи директори и ОЗТ. И директорот овој ова да се направи тоа и тоа, тој директор. Да се направи тоа, тој директор. Да се направи. И се втората, пак следниот состанок, пак вика тоа да се направи. И ја станувам, викам, директоре, Охрис тебе те плаќа за советник или за директор? Зашто? Па ти стално им даваш задачи, а никој пут не праша колку од тие задачи се извршени. Ова ме чука од страна тие, што збориш? Немав кај за тоа што правиш, што зборев. Работниците од првин као млад, така со недоверие ме примија, а после кога отидов, малте не плачева, зашто отидов пред време, го напуштив, ја го напуштив Охрис, за да на таткот и работилницата. Работилницата дојде како и тоа има историја. Таткот и го пратевме прво во Охрид да учи устителство. После 3-4 месеци се врати, не му се учи. Следната година го запишаме на факултет, машински. Одеше една година, ја заврши еден или два испита. Меѓувремено, една дактилографка у Охрис отворила гумарска работилница. Викам, ако може, ја го напуштив. Пред уште не бев напуштен, но уште бев тамо. Ако може, она да биде
Ја можам уште поарно бидејќи ја оснемав гумарата. Имаше многу работа за гума од самиот Охис. Валци, производи, гумени. И директорот доаѓа Несторе, да отвориме гумара. Викам, паметно е. Ги носеме у Газела и тамо ќе чекаме 2 недели, ни стои линија, валци нема. Викам, паметно тие да направиме гумара. Ќе те пратам на специализација. Чекаме како ќе ме пратиш на специализација. Јас сум машинец. Прати некој технолог. Не, ако ја пратам нив, како ќе отиде, така ќе се врати, ништо нема направи. И прво што ме прати во Полска. Тамо една Лоч, гумара, голема за голем дел од Оз. Се запознав тамо во Лоч со тој шефот што ми беше голем стручнак. Тој инженер, технолог, ама имаше работено во Бајер. Значи, ја Зигмунд Вробел. Зигмунд, ајде на ракија поручек. Ќе го земе поручек на ракија на вечера. Што ќе пиеш? Водка, ти. Ај, ја водка ќе ви. И он вика, донеси 2 водки. Тој келерот не носи 2 шишиња водки. Викам, не, ја само една чаша ќе пијам. Добро, врати го едната шише. Не се слушали. Не, твојот си работи. Другото шише го испи он. И ми се спријателе ме вика, тамо не ми траши многу пред другите, вака поручек. И он ќе ми напише рецепти, ќе ми напише технологија на работа. Све собирав. И дојдов, направивме список кои машини треба да се јадеме, купивме двојля, купивме преси, гилотиња и не знам што друго купивме, не е битно. И почнавме. И уште еднешка ме викна он тамо, бевме у Полска, веќе ја научив технологијата на изработка на валците. И сега имав децидни, тачни рецептури за која работа, која гума одговара. Така го направивме тоа, пошто веќе ја го направив тоа. Има една анекдота него случај. Идеме у Рис Загреб, со жана доаѓа, ја знаеш, автогума работи. Она работеше и таа. И одиме у Рис, и ја праше ова, праше она. Таа ништо не праша. И тој инженерот вика, кој е од вас технолог? Она е ли ти? Не ми викам, она е. А она ништо не прашува, ја прашувам, ја запишувам. Дојде тој еднашка Љубич, доктор Љубич, беше технолог, специјалиста од Бајерн, представник на Бајерн. Па со него контактиравме. И така дојде идејата да направиме гумара. Купивме една преса од Бања Тоа Лука. беше и прашањето следно, како дојде до идејата да се направи гумарата? Гумарата прво, пошто ја направив оваа гумарата, бев веќе
стручно подкован. А пошто ме иритира, отвара гумарата некоја дактилографка. Викам, синко, батале факултет, правиме гумара. Купивме преса од Бања Лука една и еден дребол стар. Кај што беше терасата, ако ја сеќаваш, под терасата имаше подрум, тука оставивме дребонкот, а у подрумот вамо пресата. И така почнаме. После купивме тоа у кај бензинската помпа у Лисиче и тамо, па од тамо купивме тамо и така отиден. Можеш ли да ми направиш споредба како беше да се живее во социјализмот во времето на Тито и како е сега животот у држава? Можда ќе се чудиш. Кои се предностите и кои се негативностите на тоа и на ова време? Можда ќе се чудиш. Али нема упоредба. Али упоредба у смисол да тој живот у социјализмот беше идеален. Ние немаше невработени луѓе. Сите беа задоволни. Се сеќам, тогаш имаше покрај Теска цело Скопје, у Сарај, покрај Треска, Палева скала, животот беше добар. Немаше никаков криминал, немаше никакви крадења, како да кажам. Имаше закон. Можда социјализмот као теорија не беше лош, меѓутоа можда не му одговараше на капиталистичкиот систем. Работничко самоуправување. Југославија беше за сите овие околни земји, Америка. Тогаш со 100 марки идев во Бугарија, летуев со 100 марки. Толку беше ефтино, толку беа сиромашни. Румунија. Се сеќам, у Румунија имаше сиромаштија невидена и на излог кондури, увезени од Југославија. Као од Америка да се дојдени. Пример за јака држава. Тито го водеше у странство. Илјадници луѓе на митингот го спрчекува. Тоа неврзаните го направи така да им продававме на тие 20 на земје кои беа неврзаните наша роба као од Америка да ги доваѓат. Јас се сеќам на еден говор на Тито. Абе, луѓе, добро што продавате, што му продавате на црците тамо што идат боси, им продавате цоколи. Така да, нема упоредба, тоа е, можда сум емотивно врзан, али тој живот не као социјализам, не као Југославија, као тоа работничко самоуправување. Сите има. Така. Знаеш што сакам да те прашам, едно многу битно прашање ми е од твое лично искуство да ми кажеш. Што е тоа на што како помлад си обрнувал многу внимание, а кога си остарел, да речеме си сватил дека тоа не е и толку битна ствар во животот? Дали вака ти текнува на нешто? Па мислам да нема таква работа.
Не, јас сум бил одан од јутра до сутра како на работата. Ја са бајле у 7, на капи у 8, у Охис. После 3 сатот у Орев Лат. Од Орев Лат ќе се прибереме околу 1-2 сатот, а и па утре у 7 на работа. работа. Така, чисто ме интересираше дали ете за нешто си обрнувал внимание можда за како гледаат луѓето на тебе, дали си се замарал, дали тоа утичало на тебе, а сега у овој аспект од времето можда и не би била толку битна ствар. У тој аспект те прашувам да речеме некоја ствар. Не сум имал никакви конфликти со никого, дори сум имал друштво, сме живеле добро, мада сум ептен, ангажиран, сме знаеле да се собереме друштво, пуштиме, тога плочи се пушта, па се разиграме, се напиеме, да излеземе некој пат кога не сме били на работа. Од овде да отидеме у Велесна кебапчиња или у Куманово на Суџук. Сме живеле добро. Така, добро. Кажи ми, има ли нешто за што се каеш у животот? До ден денеска нешто што да ти текнува на било која работа у животот? Што си се покајал? Мислам дека нема. Мислиш дека нема? Не сум направил таква работа што се можда некоја сетно сум се кајал, ама не е тоа. Не е нешто значајно до ден денеска да ти тлее. Да не оставил трага. Така, добро. Кажи ми, доколку имаш да избереш една работа што те направила најсреќен во твојот живот, само една работа, која би била таа што те направила најсреќен во животот? Во смисол на работење, Во смисла на било што. Во животот на било што те направила најсреќен во животот, да речеш, тој момент го памтам до ден денеска сум бил најсреќен човек во тој момент. Ама што не сум направил, а сум сакал да направам. Во тој смисол така. Не. Некој можеш и на тоа да ми одговориш, ама јас те прашам за некоја работа што ти се случила во животот, што те направила најсреќен. Не знам, можда би свадбата, може би основање на компанијата, може би раѓањето на син ти, може раѓањето на ќерка. Сега набројувам работи што па така те погодили у животот да до ден денеска да. Мене најсреќен ме направило раѓањето на внук ми, Кристијан. Се секам децидно. Бев на Оров Лат, а тога правиме вила. Јаков, Шатијата, ми помагаше братје, мислам, на Љубица, и ковавме за оние летви за керамити. Да дуле. И дојде, не знам кој ми кажа, имаш внук, не внука, внук. Ја од тоа рипнување доле, гајбата пиво собрав работниците тоа да се почастиме. Добро, и среќна им може исто така со, да речеме, со госпоđа Љубица сме се нашле во животот кој ми била цел живот голема подпирачка. Ни кој изнела може и поголемиот дел од физичката работа на свој грб. Така. Доколку можеш да го живееш животот од поново, дали би сменил нешто и што би сменил? Што знам дали сум сменил нешто или не би сменил. Нема што да смениш, добар ти е вака животот,
Уживаме со... Не знам како со пара, да ти го одговорам, меѓутоа можда би го изменил ден луд на младоста, кај што ми бил тежок. Да сум бил уви Боже сиромаштија. Јас сум одел у школу со скинати панталони, со крпени панталони. И се сеќам дека дојде нешто од Црвен крст таму и од школото ми дадоа, дали беше од Делце или така нешто. И дека практично немавме за леп. Добро, ама сето тоа не било во твоја моќ да го смениш. Тоа е тоа што било, мислам, не си бил ти во можност тоа да го промениш. Ја мислам нешто доколку ти ти значило животот што би си рекол ти, не би го направил ова вака, би го направил тоа така да биде. Да. Што сум... Мислам да нема друго што би се сменило. И која цел живот сум го прошел во работа. Не викам дека треба да има нешто. Чисто вака те прашувам твое мислење, ако нема. Ако не би сменил ништо. Не сум мечтал да стана милионер. Значи доколку сум сакал да го следам животот да биде добар за мене и за мојата фамилија. Значи одговорот е доколку да го имаш ти повторно животот од поново, пак би го живеел истиот живот што си го живеел. Најверојатно. Доколку имаш можноста, каков совет би си дал на самиот себе си од оваа гледна точка на твои 20 години? Да можеш сега овој Нестор да му даде совет на Нестор од 20 години што бил во тоа време. Што би му кажал ти на Нестор од 20 години? Малку тешко питање, прашање. Што би му кажал? Размисли си, не те брзам. Слободно или ти треба време, размисли, ако ете нешто ти доаѓа вака на памет да некоја поука, некоја мудрина што би било добро да ја знаеш од таа возраст, а што ја знаеш сега од животното искуство до сега. Би му кажал да го послуша татко си да не ги продава имањето. И ја тога направив голема грешка, што земав и двата дуќана ги продадов од Ѓорче Петров. Купивме еден шпорет, еден кауч и пичо. Тие дуќани после 3 години вредеа богатство. А ја ги продадов за еден фичо, еден кауч и еден... А ние си среќаме животот. И еден шпорет. Така. И како последно прашање што сакам да те прашам. Има ли нешто што сакаш да го кажеш или доставиш порака на некој твој поколенија што можеби би го гледале ова видео за 100 години од сега? Значи некој пара-внуци понатаму. Која порака би ми оставил како животно искуство да ги води во животот? Моја философија е како да се почитувате. Ти, татко ти, син ти тебе. Да имате една хармонија во животот, една хармонија во работата. Многу битно е тоа да не идете кој клин, кој плуча. Синко, тоа слогата гради куќа, а не слогата е раствор. Има една поговорка, стара, вика: таткото стварал, синот го надградил, а внукот го растурил. Дај Боже да се деси таква работа. Хармонијата во животот све прави. И една друга работа. Све што идете напред,
да идете паметно, постепено, не мегаломански. Ништо од тоа не се добија. Мада мислите дека ќе одма ќе рипнете, ќе станете милионери, нема да се деси. Тоа отприлики сакам да ви кажам. Добро, ова видео не би го гледале само Војдан, да речеме, и нашата фамилија, може да би го гледале и внуците од страна на тетка ми, би го гледале За секој важи сите. истата Јас работа. сакам да кажам, дали парите се и пресудни некогаш за среќата во животот? Дали тоа е некогаш првобитна ствар во животот? Дали од животен аспект која порака би оставил? Да ги тргнеме доколку ги тргнеме на страна Мислам. Ја финансиите? не би се сложила парите. Парите се може основен елемент, али она што го реков, со животот, хармонијата, многу поскапа е него парите. Многу е битно да имате соживот, да имате разбирање и за тетката и за вас истото важи. Да имате разбирање. Може не секој пат иде тоа гладко, али секој пат да се чукне, чекај како да ми ја полека. Фала ви на времето и Фала. фала за све што кажавте и се надевам дека ете некои генерации понатаму кога и ние нема да постоиме, Наша уста, ќе го гледаат ова и ќе знаат од каде потекнуваат и кој бил Дедо Нестор и која била Баба Љубица. Сакам ова да ти кажам. да работите, ама само со Ти ми се слога, захвали. со кавга нема ништо. Ама ја многу повеќе ти се захвалувам за ова што ме посаслуша. Многу сум среќен дека дојде да го слушнеш моето мислење. Така. Фала ти. Фала и на вас.